Голем поздрав и до нашиот гостин, твој соговорник, и верувам дека уживаа нашите гледачи и во вашата изведба, но и во вашиот разговор за инструментот туба. И сега ќе бидеме интересни во продолжение, ќе се префрлиме на друга тема, поточно за реставрација, и тоа е реставрација на голф, кој што мојот денешен гостин си го направи од хоби, од желба. Тој не е аутомеханичар, но нели кога нешто се сака, секогаш дефинитивно завршува со успех. А така заврши и реставрацијата на Дарко, кој што ми овде во студио и со кој што ќе разговараме. Дарко Кузманов, добре дојде. Здраво, добре најдов. Гледам да не го утнам презимава, а не го утнав. Добро е. Како си? Добро, супер. Оно што си го муабетавме, нели пред да се префрлиме на главниот разговор за твојот легендарен голф, кој што сега собира и награди за нели после патот на реставрација, но за тоа ќе зборуваме. Оно што го зборувавме дека не си прв пат на Телма? Па не. Кога беше? Па не знам точно, се мислам да те вратам малку. 2005-2006. Во времето кога пуштав музика. Така, диџеј? И да. Поише исто како со голфови, тоа ми беше хоби. Ама успешна приказна? Па според мене да. Ако се забавуваа многу луѓе, и со оглед на тоа дека те викале по емисии, а кога се работи за диџеј во Телма, кој друг како не Марија во тој град? Не беше баш за диџејството, туку беше поише за едно музичко списание, проект кој што тоа време имаше диџеј магазин, кој што го нарачувавме од некаде од странство по разни канали. Ја решив да направам музички македонски магазин. Меѓутоа, не беше баш нешто многу успешна таа приказна, меѓутоа... Доцна го фати со дигитализацијата, магазините пропадна или друга беше причина? Не баш, повеќе беше финансии, млади, ентузијасти, без пари. Желбата да се направи има, ама кај што се заглавува, кај што треба нели да се плати за... Па да, имаше мој близок пријател, он го работеше Computer Build тоа време. Имаше франшизата за тоа списание и ми даде совет, вика, ако издржиш без пари 3 броја, онда ќе успееш. Така. Ние застанавме на третиот. 2 извадивме, ги промовиравме низ цела Македонија, дури склучивме некои партнерски договори со еден фестивал кој што организира холандјани во Бугарија, South Eastern Music Festival, Music Event, кај што доаѓа супер звезди. Така. Меѓутоа тука немавме поддршка, единствени искуства позитивни и што ќе останат во сеќавање беа ето тоа гостување кај Марија, забавите низ цела Македонија и тие непреспиени ноќи пуни со музика, со забава и се во свое време, да? Така. Ајде сега да те навратам на ова друго. Иначе ти си графички дизајнер. Графички дизајнер. И намерно спомнувам дека немаш врска со аутомеханичарство, нели, не го работиш приоритетно тоа, не си поправал автомобили, но едноставно твоето хоби и љубовта кон голфот конкретно и кон автомобилите те предизвика да направиш нешто интересно. Баш така. Ајде таа приказна да почнеме. Кога почнува? 2010-та почнува таа приказна. Случајно на работа со колега исто ентузијаста за автомобили, он за Алфа, ја за Volkswagen, затоа што тогаш купив Golf 5 и цело време ми пушташе слики од Golf Cats. И некако успеа да ме натера да се нафатам на проект да реставрирам Golf Cats. Немав појма ни од аутомеханика, ни од како тоа треба да изгледа еден олтајмер, сега ќе го наречам. Не е баш така. Ова моево не е баш класичен олтајмер. Меѓутоа по годините така се води. Оди натаму. Да. Најдов еден многу скапан голф. Сега дилемата беше дали да се фрли во отпад или да се спасува. Јас решив да го спасувам. И мислам дека го спасив на крај. 2013 почна реставрацијата. Процесот на менување на скапаните делови траеше 2 години. Потоа фарбањето уште 1 година. Еве гледаме и насочи си кон фотографиите, може нели дополнително да извадиме приказна плюс. Ова е више тука во фаза на растурање на возилото. Ова е голфот кој што ти го реставрираше, така? Да. Добро. Да. Ова не е она од кај што вадеше делови. Не. А колку автомобили ти треба за да направиш еден? Па не знам, моментално имам
имам уште 2 голфа, едниот моментално се реставрира, тој ќе биде малку поинаква приказна од ова, а за овој имам делови за да склопам уште 3. Так. Да, значи тоа е иста приказна како со списанието ентузијазам. Секој ден пред работа одиш во тие наши познати отпади, кои што сега за жал више ги нема. Си бараш делчиња, си купуваш, си нарачуваш од странство. Многу подоцна и најдов дека може и од Volkswagen да се нарачаат делови за овие стари коли. Па голем дел од сите тие делови што се вградени се од Volkswagen Classic Parts. Значи, не правев компромис тука, сакав да биде се квалитетно ставено, да биде исклучиво ново. И тоа е единствено нешто што е кај нас и денеска проблем со мајсторите за лимарија, за фарбање и така. Добро. Накратко. Колку ти учествуваше во реставрацијата во смисла на сите оние додатни работи, шмирглање, фарбањето, предпоставам го препушти на... Да, фарбањето и крпењето го работеа професионалци, а чистењето на возилото, значи се што можело да се чисти до голим, сум го работел јас и уште двајца мои другари кои што ги има некаде по сликиве. Гледаме. Во таа гаража од... се занесов на сликиве, ти зборувај си. Да, во таа гаража од 15 квадрата која што другар ми кој што живее сега во Канада ми ја отстапи и ден денеска ја користам. И не би ја сменил за ништо затоа што тоа е домот на ова возило. Тоа е духот на целата работа, знаеш, да ти дадат луксузно, не знам каква гаража. Види, не е лошо ни тоа, да се разбереме. Ама друга е кога нели тоа малски се работи со пријателите, со луѓето кои што ти ќе ги одбереш, ќе ги најдеш, па ќе паднат и зезанци, нели и шали на самото работење, во самото работење, па и проблеми. Имаше ли излегували некакви непредвидени проблеми? Да, нормално. Прво ја однесов колата кај еден мајстор кој што претходно ни правеше едно возило, Фичо, на братучет ми Фичото, он го реставрираше и го направи супер. Меѓутоа нешто не му се погоди со голфот, па мора да си го земам назад, да го истругам пак до голим, за да го однесам на друг мајстор. Значи, кај него беше 4 месеци, па јас 6 месеци плюс изгубив за да ја извадам таа заштита, таа боја што он ја ставал, за да ја однесам кај другиот мајстор кој што ми ја спаси колата, морам да кажам. Поздрав до Тони. Сена се, јас сум задоволен од тоа како искочи возилото, затоа што основата која што ја имав првично беше не ветуваше воопшто, значи сите ми вика фрли ова, најди друг модел, да, јас реков не, ќе го спасам и така. Така да и како со сите мајстори, кога ќе биде колата, утре, денес, тоа траеше фарбањето 1 година. Само за фарбање 1 година? Само за фарбање, да. Ама, претпоставам ја фарбаше целосно? Целосно. Не само надвор, него баш сите? И внатре и надвор, затоа што многу битни каросериски делови беа заменети на возилото, како што се задните бубањи на тркалата, како што се држи задниот мост, целиот патос на возилото, значи се што е на битното што го држи возилото беше заменето со ново или со заменско, затоа што купив уште пола голф со странски таблички за да можам да искористам некои делови, затоа што да го купиш нов тој дел беше премногу скап за мене во тоа време. Поевтино да купиш стар. Да, затоа што ова се правеше и етапно, како ќе земев плата јас, така одвојував за да можам да правам колата. Тука те чекам. И некоја сума груба имаш ли? Па само да споменеме, не е ова си играме и едноставно и многу ефтино. Неблагодарно е да се збори затоа што сите тие пари што сум ги вложил во возилото не се баш во возилото, туку и во делови, во резервни делови. Значи јас сум вложил преку 15.000 евра за ова возило. Меѓутоа, нели, имам делови за уште 3 возила. Останале, бандаши, па интериер, па волан, па друг мотор, па уште еден мотор, па не знам крила, па хауби. И сето тоа е спастрено стокмено во уште 2 гаражи, други за некои идни проекти.
Така да, ја затоа викам, запишуваш до одредена граница колку си потрошил и после тоа се викаш. Не, тоа секогаш кога се Нека пресметува, тера. застануваш некаде затоа што не е дополнително. Да, баш така. Но најбитна е љубовта и исполнувањето за тоа што го работиш на страна од парите, се разбира. Имаше ли некакви стандарди по кои што се водеше? Верувам дека до штрафче се е направено како што треба, така? Збориме за затоа што предпоставам нели за сите тие изложби по кои што следа понатаму се бара баш тоа да. Да, има неколку категории во кои што нели, ајде да речам се надпреваруваме, не се надпреваруваме, туку они ги класифицираат возилата кај што е класичен олтајмер, кој што би требало да биде како што излегува од фабрика, меѓутоа е дозволено да се реставрира. И има оној German style ние кој што го викаме кај што е OM+. Нешто е генерално е све фабричко, меѓутоа е нешто модифицирано, нешто е додадено за да ги задоволи нашите потреби, поинаков изглед, да биде пониска колата, да не знам, да не биде баш на стандардно возило, затоа што секогаш во животот кога ќе тргнеш со една кола, после го купуваш истиот модел кој што е стандард и кој што станува стандард баш заради тоа недела да искочиш на кафе и да може да ти завидуваат другите луѓе дека имаш ти еден таков примерок. Така, споменав потоа и изложби планирани или си дојдоа спонтано и каде се овој голф имаше можност да го презентираш и да добие награди? Единствена изложба која што сум ја планирал беше 2016 во Софија, затоа што некако се здруживме со тие луѓе, со таа екипа од оние форуми за автомобили. Така. Кај што ги презентираме нели проектите, процесот на реставрација, сите тие работи и добив покана да присуствувам таму, меѓутоа не знам дали ќе биде завршена колата. Интересна работа е што колата не беше воопшто испитана, јас ја нема возено претходно колата, само ја регистрирав, помина технички, видовме дека е се во ред на технички, меѓутоа со овие коли никогаш не си на чисто. И некаде пред Паланка застана колата, не знаевме што е. Добре, во Македонија што застана? Да. И сега се чудиме што е со колава, како е со колава, затоа што претходната вечер правиш тестови, дали ќе запали, дали кочи, дали сите тие работи. И возевме две коли и едно другарче од другата кола вика, бе, бензин имаш ли? Викам, бе, наполнив во Скопје цел резервар, не е можно, викам 100 километри цел резервар. Вика, добро, вика, кидеме, ќе земеме бензин, ќе пробаме да запалиме кола, отидеме земеме канта бензин, запали колата, викам, ќути, не кажи. Значи колата си пие. Колата си пие, меѓутоа тоа беше со стариот мотор, сега има нов мотор и колата е максимално економична. Добро. Да, други изложби во Скопје. Да кажам награда на Центар, општина Центар организираше изложба, средното автомобилско училиште АСУЦ и они организира убава изложба која што мислам дека веќе не се организира, тоа е овде, ова е таа изложба. И сега пред месец дена, нема ни месец дена, бев во Белград на една интернационална изложба, каде што ме почастија со една награда, за мене многу драга, од толку многу автомобили од цела Европа, мене ми дадоа награда као една од 10 најубави возила, што за мене е убав поттик за понатаму. Меѓутоа, главната награда е дека возилото издржа 1000 километри без никаков проблем. Тоа е баш главната награда. Тоа ми е најголемата награда. Да, навистина воодушевувачки се фотографиите, да ти текнало тогаш да поставиш едно камерче во ќошот на гаражата, уште побаво ќе беше да имаш можност и низ видео да го видиме, со следното возило. Со следното возило тоа е планирано затоа што со уште еден другар сега моментално реставрираме возило за наш другар. Добро. Значи веќе се фативме и као бизнис ке тераме со возилата, меѓутоа е знаеш како треба тоа да го испланираш. Не треба да работиш ништо друго, само да го планираш тој дел. Од хоби веќе професија треба да видиш. Да. Да осмислиш што ќе снимиш, како ќе снимиш, нели, позадина, па сето тоа изгледа професионално, па да се намонтира за видеото, али возилото е најбитно. Да, кадарот да се намести. Да, така да секогаш имав план да се сними процесот, има некои видеа, меѓутоа тоа се
тотално аматерски, Аматерски, дали од мобилен, дали од било што, затоа што имало многу често моменти кога во 2 саца бајле сум одел во гаража за да дека ми текнало дека треба да направам нешто. Да. Не било ништо фиксно дека сум имал ја некој одредено време, туку кога ќе ми дошло тоа моџо, тогаш сум минал да работам на возилото. Така да ќе видиме за иднина. Ајде. Може би ќе се смени тоа. Успеси и верувам дека нема да запре овде Фала и ти дека се разбира дека има и нови реставрации, интересни реставрации и многу награди, нели сето тоа си доаѓа само по себе, многу изложби и многу гостувања понатаму. Очекуваме и те чекаме со нешто ново. Верувам дека до пролет ќе ти текне уште нешто. Па може не до вама, до следната ќе има. До следната ќе има. Ќе има причина за повторно да се видиме. Фала ти. Фала и на тебе. Поздрав.